Ја отвораме темата која што ја најавивме во појасот меѓу 8 и 9 часот. Отвораме со колешката Елизавета Митреска како до повеќе згрижувачки семејства се вклучуваме во Прилеп. Бети, добро утро по втор пат, имаш чест да го отвориш овој благороден појас. Повели. Така, благороден појас, благородна тема, згрижувањето деца без родителска грижа. Каква е моменталната состојба, што се случува и како може да се поттикне на хуманото пред се, зашто дефинитивно е благородна работа, да се понуди топол дом на децата без родителска грижа. Ние сме пред Центар за социјални работи во Прилеп, со нас соговорнички ни се две социјални работнички, Смилка Илиеска и Маја Вршковски. Илиеска, првото прашање, Прилеп долго време беше меѓу лидерите градови со бројот на згрижувачки семејства. Каква е моменталната состојба? Да, како што кажавте, Прилеп беше лидер. Околу 4 децении тука се бележи згрижување на деца без родители и родителска грижа. Во овој момент бројката изнесува 27 згрижувачки семејства, каде што има сместено 30 дечиња. Бројката се намалува, меѓутоа не радува фактот што има пораст на роднинското згрижување како форма на згрижување. Во овој момент имаме 5 такви роднински згрижувачки семејства. Оние што продолжуваат традицијата на претходните згрижувачки или блиски деца родници? Тоа е згрижување на деца од блиски сродници. Тоа се согласно закон, баба, дедо, вујко, тетка, тие се вклучуваат и го земаат само на доместокот за сместување. Бидејќи согласно закон се должни да се грижат. На доместокот за згрижување не. А зошто е ваква ситуација? Кои се причините? Така, многу фактори влијаат. Пред се возраста на згрижувачите кои што кај нас оддамна, значи како што спомнав, околу 4 децении се тука веќе и старе, и згрижувачот старе, и лицето кое што е сместено, здравствената состојба, семејното функционирање во згрижувачкото семејство и особено специфичните потреби на сместените деца со кои што е предизвик за справување од страна на згрижувачите. Така. Маја Вршковски, ја прашуваме како да се подобри ситуацијата? Има ли кампањи, има ли едукации и да се зголеми интересот? Така. За да се зголеми интересот на граѓаните, ние секогаш сме тука за нив, значи како Центар за социјална работа сме постојано отворени и соработливи, може да дојдат граѓаните да се информираат да се во врска со згрижувачките семејства. Како голема поддршка ние Министерството за социјална политика, демографија и млади и трите ресурсни центри за поддршка на згрижувачки семејства кои што ги имаме во нашата држава, кои што постојано се занимаваат со тие обуки на граѓаните, со трибини, со кампањи, редовно ги информираат граѓаните во секое време, значи може да се обратат и кај нас. Еве како социјален работник, што би ми рекле мене ако прашам како може да згрижам дете? Така, значи доколку се интересирате за да згрижите дете, најпрво ја земаме во предвид општата здравствена состојба на лицето кој што сака да биде згрижувач. Исто така немаме ограничување во однос на старосната граница, секое полнолетно лице кое што има наполнете 18 години може да биде згрижувач. Исто така да не му е одземено родителското право, да не е деловно осудувано лице, да може да му пружи 24 часовна нега и грижа на лицата. Потоа нешто што е значајно е потребно лицето кој што сака да биде згрижувач да посети обука и да се стекне со сертификат за згрижувач, за да може понатаму да ја врши благодетната работа. Која е пораката сега? Еве, вие како социјални работници кои работите постојано со ова проблематика. Така, сакам да упатам еден апел до сите граѓани да бидат храбри, значи да дојдат во Центар за социјална работа, да дојдат во ресурсните центри за згрижувачки семејства, да ги добијат сите потребни информации, значи да не се плашат, тоа е нешто најблагородно што можат да го направат за децата без родителска грижа, кои што се нашле во таков момент во животот, без разлика која е причината, дали се деца без родители или деца без родителска грижа. Ви благодарам, Маја и Смилка. Овој разговор ќе го завршиме со многу убав пример, со топла приказна. Една згрижувачка од Прилеп која на вистина со срце и душа сака да им помогне и ги згрижува децата во својот топол дом, иако има и своји.
Со таа приказна репортажа ја почнавме и оваа година с празниците и верувам дека топлината ќе ни ја пренесе и во ова јуни и една многу убава порака има Сонја за сите. Да ја погледнеме репортажата со која почнавме оваа 2025 година. Слави нова година, два божика, католички и православен и бескрајни радосни моменти. Со своите 4 деца, уште 4 внуци и со двете згрижени на кои им ги надоместува родителството и топлиот дом. Плепчанката Сонја Јакелич 20 години е згрижувач, одгледала десетина згрижени деца, а цел живот негува бескрајна топлина, нежност и радост за своето и за посвоеното семејство. Ние сме едно големо и среќно семејство. Јас својата мисија во овој живот ја исполнив со тоа што го проширив своето семејство, помогнав на деца кои се без родителска грижа, го отворив својот дом и направив едно топло семејно катче за исполнето со радост за многу деца. Половината деца и внуци се православни, другите католици, а сите заедно. Со згрижените деца се со полни срца, љубов и радост. Нема разлика во славењата и трпезите, туку само заедништво во пораките. Има голема љубов, емпатија и безрезервна и несебична поддршка си даваат сите. Премногу се сакаат. Овие деца што се православна вера, да речем, постарите две дечиња ја почитуваат верата. Во главном, јас ги почитувам и сите вери на светот и сакам да порачам, сакајте за да бидете сакани и подарете ја среќата, зашто тоа е најголемата љубов и поддршка во животот на секој човек. Домот е скромен, ама заедништвото е непреценливо богатство. Плепчанката Сонја Јаклич го живее животот исполнето и спокојно. Ете ја видовме приказната за Сонја Јакелич, нема што да се додаде. Сонја се кажа, само ние ќе додадеме. Ја има нашата емпатија, има нашата поддршка. Студио. Благодариме, Бити. Вовет во разговорот кој што следи. Со нас во студиото се од мојата десна страна магистар Розетка Влаховиќ или Роза Влаховиќ, така, веде раководител во Центарот за поддршка на згрижувачки семејства 11 октомври. Така? Вршител на должност. Вршител, добро, како си стои официјално, мораме официјално да кажеме. И Ана Панчева е до неа, социјален работник. Добро утро, официјално. Добро утро. Добро ни дојдовте. Ајде, официјалниот дел на страна. Ајде за нешто што е ваше секојдневие, ваша работа, ваша мисија, како вршител на должност или раководител во Центарот за поддршка на згрижувачки семејства 11 октомври, можете да ни дадете еден вовед во тоа прво каде се наоѓа, зошто постои, која му е намената, која е вашата секојдневна мисија и визија раководејќи го овој центар? Вака, значи, Центарот за поддршка на згрижувачи и згрижувачки семејства се наоѓа во установата Детски дом 11 октомври. Како што знаете, Детскиот дом 11 октомври до 2018 година згрижуваше деца во самата установа. Меѓутоа, со реформата на деинституционализација, децата се згрижени вонинституционално со воспитувачите и со негователите, што значи таа услуга продолжува да се дава, но во помали стамбени единици, да не како згрижувачки семејства? Не, како групни домови или мали семејства. Така. Да бидат поблиски до средината. Да, во индивидуални куќи, во станови. Станови, ете така. И од тие причини нашата установа како објект беше доста голем, со процесот на самата реформа која изискува таа бара дополнителни услуги да се водат, се со цел да се прошири услугите во поддршката и помошта на децата без родители и родителска грижа. Ние како нова реформа или нова дополнителна услуга која згрижувачите и не
млада гранка, таа сигурно постои повеќе од 25 години. Нашата установа 2021 го отвори Центарот за поддршка на згрижувачки семејства. Познат ни е исто како и регионален центар, од причина што покрива повеќе од 20 општини. Кога зборуваме 20 општини, јавната установа детски дом или центарот опфаќа од Берово, источниот регион, преку северно-источниот регион и завршува по Лошкиот регион до Гостивар. Значи, тоа е еден малку поголем простор од нашата држава, каде нашите стручни работници се секојдневно на терен, работат со згрижувачите, се со цел да децата кои се сместени од страна на меѓуопштинските центри за социјална работа бидат не само згрижени, напротив, поддршката и помошта се дава наизменично, како од страна на нашите стручни работници, така и од стручните работници во меѓуопштинските центри за социјална работа. Ана, вие сте социјален работник и сте можеби најповикани за оваа тема. Која е основната разлика меѓу згрижувањето и посвојувањето? Па така, има голема разлика помеѓу згрижувањето и посвојувањето. Згрижувањето согласно закон се определува како привремена форма на згрижување на деца без родители и родителска грижа, како и други деца кои ќе се најдат во состојба на социјален ризик. Што подразбира самото по себе дека згрижувањето трае за одреден временски период, односно секое дете или лице кое ќе се смести во рамки на згрижувачко семејство, престојува во истото со цел негова заштита си до моментот додека не се надмине ризикот поради кој што истото не имало потреба да биде заштитено. Односот кој што се гради помеѓу згриженото дете и згрижувачот е однос на згрижувач и згрижено дете. Додека посвојувањето е еден траен облик на решавање на статусот на едно дете без родители и родителска грижа и воспоставување на еден однос родител-дете, однос кој нели е долгорочен, односно трае вечно. Начинот на кој што одредено лице се посвојува, односно влегува во тој систем, односно регистар за можни посвоеници, е на сосема поинаков начин уреден. Начинот на поврзување на детето со посвоителско семејство е сосема поинаков. Меѓутоа, единствено нешто кое што представува поврзување на овие две форми е тоа дека голем дел од дечињата кои што се токму во тој регистар на можни посвоеници запишани и се сместени пред нивното посвојување во рамки на згрижувачки семејства. Дали може за еден технички аспект, прашање кон двете гостинки, згрижувачите бараат да бидат вработени, да им тече стаж. Дали ова прашање е на дневен ред, дали се размислува, дали се разговара за ова внатре во фелата? Да, секако дека прашање кое заслужува одговор и доста на подобрување на сите социјални политики, особено во сферата на згрижувачите, се разгледуваат. Ние како стручни работници, раководители, сите предлози ги доставуваме до нашето ресорно министерство и треба и потребно е еден згрижувач кој долги години згрижува деца да не само едно, туку тоа е фреквентна работа, така, за да може постојана. Да може државата на некој начин да одговори кога ќе дојдат до одредената старост да ги искористат сите оние бенефиции, односно да дојдат до пензија како и останатите. Еве една тема која што може да наметнеме за понатамошните емисии, чисто да разработиме, да го представиме на гледачите, да им го представиме ова како момент. Да. Повеќе теми на дневен ред ќе извадиме денеска од разговорот. Ќе се навратиме за тоа како функционирате секојдневно. Претходно да го повикаме колегата Питар Печков од Велес, кој што ни дава одговор на тоа кој може да биде згрижувач, каква обука треба да помине пред се за да биде понатаму згрижувач. Петар, повелите слушаме.
Вчера беше Македонскиот ден на згрижувачките семејства, а токму на оваа тема се моите две соговорнички. Двете се од СОС Детското село, Валентина Димовска и Анита Тасевска. Атина Тасевска, се извинувам. Валентина, да почнем со вас. Доаѓате во Велес за обука на кандидатите за згрижувачки семејства. Кои критериуми едно семејство треба да ги исполнува за да може да аплицира кај вас за да ја врши оваа функција? Добар ден. Најпрво сакам да изразам голема благодарност и задоволство што имавме можност денеска да почнеме со една нова група и воведна обука за згрижувачи. И тоа е многу вака оптимистично за нас, бидејќи многу ни е важно да ја развиваме оваа мрежа на згрижувачки семејства, посебно во градот Велес, град во кој што веќе имаме традиција на згрижувачки семејства. Во однос на критериумите кои се може да биде згрижувач, тие критериуми се пропишани согласно законот и едно згрижувачко семејство, еден кандидат за згрижувач треба да биде полнолетно лице, возрасно лице, да биде државјанин на нашата држава, да има постојано место на живење во Македонија, да биде психофизички здрава особа, да има минимум материјално стамбени и материјални услови. Значи, тоа се критериуми кои се пропишани согласно закон, правилници за згрижување и стандарди. Каква е состојбата во Велес? Дали имате одат колку има згрижувачки семејства, но и колку се јавија на овој ваш оглас да следат предавања, да бидат дел од она што значи понатаму згрижување на малолетни лица? И тука се наврзува и прашањето колку дена ќе трае оваа обука? Во Велес, како што кажа, веќе имаме традиција на згрижувачки семејства и во моментов се 12 згрижувачки семејства и тука ги бројам и згрижувачките семејства што се не само во градот Велес, тука имаме во Градско, во Јесеново, значи во сите што се под надлежност и на Центарот за социјална работа на Велес. Во моментов почнуваме обука со 5 потенцијални згрижувачки семејства. Интересот за згрижување е нешто за кое што не можем да речем дека е ниту премногу голем, ниту премногу мал, едноставно има потреба се уште луѓето да се информираат за згрижувањето. Можеби ова информација се уште не е допрена до сите оние кои што размислуваат, имаат можности или би сакале да бидат згрижувачи. Затоа сме ние тука и во наредните денови продолжуваме со настани за промоција на згрижувањето, за да допреме до сите оние потенцијални семејства кои што имаат услови, сакаат, можат да ни се приклучат кон ова големо семејство на згрижувачки семејства. Да, разговорот би го продолжил со Атина, вториот соговорник. Атина, во некој момент ова го слуша сега понеделник претпладне, иако помина првиот ден од наставата, дали ако дојде ќе биде доцна или веќе бројот е заклучен? Не, ние сме отворени секогаш за соработка и секако доколку некој има интерес, може да се јави на нашиот телефон, каде што може да се пријави дека е заинтересиран да стане дел од оваа обука, заради тоа што тоа е процес. Да, започнато е, меѓутоа е нешто што ние можеме повторно, ако се зголеми бројот и ако имаме нов број на згрижувачи, ќе можат да се вклучат во обуката, секако. Во однос на лицата што се пријавени, што следат, каква е нивната натамошна судбина, нели некој ќе биде прифанат, дали оваа постапка на нивните квалификации се реобновува, дали ги следите натаму нивните животни патишта? Секако, затоа што освен оние критериуми кои што ги дава државата, исто така еден од критериумите кој што е многу важен, а тоа е едукација за згрижување, односно како да се стане згрижувач, бидејќи згрижувањето во нашата земја е услуга и на некој начин преку овие едукации кои што траат 9 недели,
Првата едукација е во континуитет од 9 недели, каде што сите кои што се дел од овие обуки се запознаваат во однос на што е згрижувањето, што значи да се згрижа дете, кои компетенции се потребни за да го има згрижувачот. И потоа, по завршувањето на оваа едукација, како стручни лица од СОС Детско село, правиме проценка, односно проценка која што возможува дали имаат, освен овие критериуми, туку дали имаат можност, односно капацитет да станат згрижувачи. По станувањето на згрижувачите, кои што се случува во соработка со Центарот за социјална работа, продолжуваме понатаму, не се оставени сами на себе, туку со самото згрижување на деца тие се постојано во континуиран професионален развој и во континуирана едукација. Ова разговоров пред да дојдам при подготовките, знам се запознат на семејство кое што често бев нивен гостин, соговорник, драги луѓе, и се изненадив кога тоа доместе семејството Дурмишовски од Велес, кога дознав дека веќе они не се, бидејќи поминале простасна граница. Може ли ова да го објасните? Да, нели како што рековме, еден од критериумите е лицето, зависи дали е маж или жена, носител на згрижувачката функција. Ако е жена, тогаш до 62 години може да води грижа, и ако е маж до 64 години. Меѓутоа, знаете како законот дозволува и еден момент каде што вели, ако ја достигнати таа возраст и ако се они способни, психофизички здрави, имаат капацитет да го чуваат тоа дете и понатаму, може да се продолжи згрижувачката функција, бидејќи тоа е во најдобар интерес на детето. Ако е дете кое што е веќе пред излегување од згрижување, кога се излегува, кога ќе наполни 18 години. Да, тоа ми беше прашањето, значи до 18 години се во згрижувачки семејства, нема исклучоци? Да, до 18 години се во згрижувачки семејства, со полнолетството, тоа го законот дозволува, меѓутоа знаете како потоа ја добива поддршката од другите институции, исто така и од СОС Детско село во однос на самостојување, живење со поддршка, значи на некој начин се продолжува грижата, меѓутоа со некои други интереси во однос на вработување, домување, давање на поддршка во тој дел. Да, јас останува да ги заблагодарам на двете соговорнички, Атина Тасевска и Валентина Димовска, што беа. И јас само на крај би сакала да им го честитам денот на згрижувачите, на сите згрижувачи во Република Македонија, и да им се заблагодарам што го имаат отворено својот дом, своето срце и што водат грижа за толку деца. И после ова не ми представено ништо, само да повикам студиото да продолжи со следните содржини. Студио. Благодариме колега Печков. Да, во разговорот магистер Роза, така, може, Роза Влаховиќ и Ана Панчева се заедно со нас. Рековте дека повеќе од 20 општини имате во ваша надлежност. Дали имате соодветен, стручен и доволно кадар за да одговорите на секојдневните предизвици? Да се провери дали состојбата онаква каква што ви се прикажува. Можеби има и некогаш ситуација и вие ќе ни кажете колку пати да го одземете правото на згрижување веќе дадено некому поради недоволна и несоодветна грижа. Па вака, навистина е бројот на општини е голем. Персоналот со ресурси сме ограничени, иако се прават напори секојдневно со распореди по градови да се оди, да се поминат, што во еден ден гледаме да поминеме 2-3 општини, односно тамо каде што имаме згрижувачи, да ги поминеме сите од намалување или финансиски аспект, со оглед дека сме ограничени со превоз, со ресурси, со кадар. Контролата се прави, максимално се прави, поделени се самите стручни работници, имаат број на предмети. И секој еден стручен работник си има свој изгрижувач и тој се следи, секојдневно се следи. Прашањето ми е дали вие можете да воочите дали е онака како што ви се прикажува. Да, може тоа дали на може увид. сликата да ви се прикажува една слика, а во суштина да се случува нешто друго? Може ли детето да пријави? Апсолутно, кога стручните работници одат на увид директно кај згрижувачот,
Првично, не само што стручниот работник разговара со згрижувачот, разговара и со детето. Па може детето да даде индиции или некои манифестации дека е незадоволен. Или се, да каже, имаме поплаки од наставник учител, доколку детето е во градинка или е на училиште, запоставено во некој дел. Или искуство да си го прави своето, велите уште на врата, кога ќе ги видиме, веднаш знаеме за каков профил на човек најчесто е така, меѓутоа секогаш одиме со проверка и одиме професионално од сите аспекти, да го сослушаме, да го опипаме пулсот зошто се десил таков настан, доколку има некој, но постојат и такви згрижувачи кои на некој начин се уморуваат. Јас и така ќе кажам, таа не е мала работа, тоа знаеме и да го одземеме правото на згрижување. И голема одговорност треба да се знаеш. Тоа е исто како кога јас исто во мојата перцепција исто кога раѓаш дете. Таа е одговорност која што тоа е родител. Знаеш, значи згрижувачот е родител. Тој можеби не е биолошкиот родител, меѓутоа детето се приврзува кај тај згрижувач и згрижувачот кон детето. Доколку нема поврзување, може да се деси да еден згрижувач добие едно дете каде нема таа поврзаност емоционална да се направи, тогаш страдаат и двајцата. Тоа е исто како и во домашните услови. Ако еден е незадоволен, среќата не можеш да ја имаш во тој дом. Да, точно, ја нема таа хармонија која што треба да има секое семејство. Може да со колешката Елизабета Кузмановска, која што е во едно згрижувачко семејство, да се вклучиме во живо. Форма најблиска до биолошкото семејство. Бети, добро утро. Дали згрижувањето може трајно да промени нечи живот? Заедно си со магистар Павлина Трајновска и со магистар Розалија Секуловска, социјален работник и психолог, и продолжуваме на оваа тема. Повели, Бети. Добро утро. Навистина се наоѓам во едно прекрасно згрижувачко семејство. Нема да должа многу. Чувствата се не, како велат, само во живо може да се доживеат и да се видат кога ќе се гледаат насмевките и се она што може да се види во живо, како што велам, што го прават згрижувачите. Со нас тука се магистар Розалија Секуловска, психолог во Центарот за поддршка за згрижувачки семејства при јавната установа 11 октомври, магистар Павлина Трајановска, социјален работник, исто така во Центарот за поддршка за згрижувачки семејства при јавна установа 11 октомври, и до мене е Калиме Илес, згрижувач. Добро утро на сите, да не должиме многу, веднаш ќе почнам со Розалија Секуловска. Како изгледа работниот ден на еден стручен соработник во ова многу сложена, според мене, навистина и исклучително одговорна работа? Убаво кажавте, ова е сложена, одговорна, хумана, чувствителна работа и денот на еден стручен работник, без разлика дали е психолог, социјален работник или пак педагог, не се знае каков ќе биде однапред. Некако спонтано и учиме самите спонтано како да влеземе во коштец и да ги завршиме нашите работни задачи. Понекогаш, значи, одиме на терен, еве како што сме сега, на лице место, ги посетуваме нашите згрижувачи и на терен некогаш се најавуваме, некогаш не се најавуваме, да видиме што всушност се случува во домовите, како тие се справуваат со нивната работа, да ја кажам, колку се успешни во негата, грижата, психосоцијалното советување и поддршка на самите деца, без разлика на која возраст ги згрижуваат. Значи, одиме на терен со непосредни увиди, имаме многу документација, контактираме со сите центри на ниво, центри за социјална работа на ниво на нашата татковина, пишуваме извештаи, контактираме со училиштата каде што одат децата, реализираме обуки и едукации за сите оние потенцијални згрижувачи кои што сакаат да влезат во системот на згрижувач, а исто така оние кои што веќе одамна се згрижувачи, имаат обврска кај нас во нашиот Центар за поддршка на згрижувачки семејства од време на време да се јавуваат и да ги одржуваат, да ги слушаат обуките за да ги
апдейтираме нивните искуства и знаења. Понатаму, понекогаш се случува сосема интервентно, без разлика кој ден од неделата е, дали е сабота, дали е понеделник, недела, наутро, навечер, значи ние сме комплетно достапни, или телефонски, или во нашите простории, се случува интервентно згрижување, кога центрите за социјална работа ни се јавуваат и кажуваат дека имаме потреба да згрижиме дете од таа возраст, од било кој регион од Македонија, и ние, стручните работници, имаме обврска во тој момент да најдеме најсоодветно згрижувачко семејство кое што би можело да го споиме со тоа дете за да му дадеме грижа и заштита. Бидејќи сте психолог, претходно зборувавме со емоциите. Како велиме, мора нешто да се создаде бариера за да се работи професионално. Точно. Од една страна, тоа е умешност, значи пожелно е да имаме емпатија, пожелно е затоа што со емпатија сочувствуваме и разбираме, меѓутоа од друга страна потребно да имаме една граница, затоа што ако премногу сочувствуваме и разбираме, ќе се изгубиме во процесот на стручната работа, затоа поставуваме здрави граници и ние, стручните работници, каде што ќе можеме адекватно на самиот згрижувач да му ја дадеме поддршката без разлика дали станува збор за нега, воспитување, едукација, проблемите кои што се случува, како и секој родител кој што се соочува во процесот на воспитување. Значи, ние менаџираме со нашите чувства, а од друга страна со нашето знаење и искуство. Магистар Павлина Трајановска, што значи, еве неколку пати и Розалија го спомена, психолошка, социјална и педагошка поддршка за згрижувачот? Мислам дека обемна е темата и прашањето, меѓутоа еве вака да извлечеме да ги извлечеме поентите, што значат сите овие аспекти. Психолошко-педагошката и социјалната поддршка на згрижувачките семејства е една континуирана поддршка, сеопфатна, која што ние како Центар за поддршка на згрижувачки семејства во континуитет им ја обезбедуваме на згрижувачките семејства, за да тие можат успешно да се справат со предизвиците при вршење на згрижувачката улога. Што значи тоа? Психолошко-социјалната поддршка подразбира секојдневно советување и емоционална поддршка на семејствата, за да тие се оспособат да ги препознаат потребите и емоциите на згрижените деца и да одговорат на нивните потреби. Од друга страна, тоа исто така представува и јакнење на социјалните вештини на згрижувачките семејства, градење една средина на взаемна отворена комуникација и соработка, на една стабилна семејна средина, каде што згрижувачите и семејство и децата ќе може да градат чувство, да имаат чувство на доверба. Од друга страна пак, педагошката поддршка значи јакнење на образовните и образовните компетенции и воспитните компетенции на згрижувачите, со цел тие да го подготват детето и да можат да бидат негова поддршка во образовниот и воспитниот процес. Психолошко-педагошката и социјалната поддршка како една целина се многу значајни за градење на стабилна семејна средина, каде што детето ќе се чувствува прифатено, сакано и заеднички ќе можат сите да се справат и да одговорат на предизвиците што ги очекуваат во процесот на згрижување. Така, како стручен кадар, како велиме ние, градите, односно растете една комплетно изградена личност. Заеднички растеме со семејствата и со децата. Во една, што е многу и важно, здрава личност. Халиме, Елес, згрижувач, што значи, веќе многу пати слушнавме, дојде малку што значи да си згрижувач? Додека чекавме, навистина имаше веќе работа со твоите бебиња. Што значи? Да се биде згрижувач, да си голем херој, секој ден да се справуваш со предизвици. Секој ден ми е све поубав и поубав. Позитивно ми почнува денот со бебињата. Колку досега имаш згрижено дечиње? 10, ама моментално имам 3. На која возраст е бебиња? Бебиња, од 0 возраст почнувам јас.
ова те прави, кажа, среќна и те, навистина, јас и претходно кажав, е голема, хумана, многу чувствителна, меѓутоа по тебе се гледа дека си многу среќна. Дали секој ден ти е среќа? Секој ден ми е позитивен од самото станување. Да. Ти благодарам многу, ви благодарам за директното вклучување во утринската програма. Студио? Бити благодариме од срце за пренесување на реалната состојба во една убава приказна и се она што го зборувавме досега за вашата работа, за вашата секојдневна мисија, секојдневни предизвици, додека зборувавме, се она што го кажавме теоретски го видовме во пракса. Кажете ми, колку деца имате во моментот згрижени и колку има деца кои што се на листа, ли се вика тоа, на листа за посвојување? Значи, на ниво на држава колку деца има згрижено треба да се вие под вас, бројките, вие кај вас само, да. Затоа што има 3 вакви центри. Меѓутоа, ние за нашиот центар за поддршка во моментот 31 мај заклучно имавме 182 згрижувачи. Значи 182 се згрижени? Не, 182 згрижувачи имаме нашиот центар, има толку. А од тие 182 згрижувачи имаат згрижено 321 дете. Да, со тоа што е ограничен е бројот на деца што може еден згрижувач да ги згрижува или? Постои ограничен. А за посвојување? За посвојување таа листа не е кај нас. Не знаеме колку е бројката. Не ја знаеме бројката затоа што таа проблематика ние не ја работиме. Ние можеме да згрижиме бебе, како што го видовме во прилогот. Тоа се 2 бебења, згрижувачи, затоа што има повеќе видови на згрижувачи. Таа згрижувачка во која сега ја гледавме во прилогот е обучена за бебиња. Да, и таа неколку дена го згрижува детето и потоа оди како ви лета на посвојување. Не и тоа во денови. Она го згрижува, меѓутоа се додека центарот не направи предлог за регистар, да се запише во регистарот за посвојување, тоа дете е згрижено во рамки на згрижувачко семејство, но во моментот кога ќе дојде до негово поврзување со посвоителско семејство, не ми е јасно, ве разбирам се, но не ми е јасно како може законот да не дозволува веќе згрижувач да може да го посвои детето кога е направена веќе некоја релација, кога емотивно се врзани. Тоа е, заклучивме дека е за благосостојба на детето. Тоа е потребно како прашање да се размислува од два аспекта. Може би е подобро да се размислува, да се дополни законот секој еден кој сака да посвои дете, прво да стане згрижувач. Затоа што не секој човек може да биде згрижувач и тој линк на поврзување, таа проценка, ние стално што ја велиме, е многу важна. Може би во тој агол може да се размислува како една предлог за да секој полесно да посвоиш дете, може би таа форма да се разгледа. Да стане прво згрижувач, да види... А другиот предлог што ви е? Другиот предлог е тој постоечкиот. Значи да се дозволи да... Потребно е барем 1 година, 2 да згрижи дете, бебе. Да, и да се дозволи да може да... Да, и доколку тоа дете е во регистерот за посвојување, да има можност да го посвои. Тоа е многу изводливо и убава. Во мојата логика така и треба да биде, но ајде, законите велат друго. Може би тема за некој следен... Тема за воиднина, каде би требало за унапредување на социјалната заштита и услугите за нив. Ето така, одиме каде? Одиме во Битола, се зголема бројот на згрижувачки семејства. Александра Максимовска ни се јавува. Добро утро, Александра, по втор пат. Добро утро, Бране. Семејството игра значајна улога во целокупниот развој на едно дете. Меѓутоа, не секое дете ја има оваа можност да расте во семејство обкружено со љубов. Токму во оваа насока и да им се даде можност на овие деца кои се останати без родителска грижа да растат во едно семејство обкружено со љубов, работи и Центарот за поддршка на згрижувачките семејства овде во Битола. Со мене утрово се двете вработени од овој центар, Елена
Елена Јовчевска и Јасмина Кочанковска. Добро утро, Елена, ќе започнеме прво со тебе. Центарот работи веќе 4 години и е еден од трите регионални центри, го опфаќа југозападниот и пелагонискиот регион. Кои поточно градови ги опфаќате, колку згрижувачки семејства има и колкав е бројот на корисници? Добро утро до сите, благодарност за поканата за учество во емисијата и поздрав до сите во студиото. Центарот за поддршка на згрижувачки семејства во Битола, како што кажавте, опфаќа два региони, југозападниот и пелагонискиот плански регион. Тоа се вкупно 10 поголеми општини, односно Битола, Демирхисар, Ресен, Прилеп, Крушево, Македонски Брод, Кичево, Охрид, Струга и Дебар. Во моментов вкупната бројка на згрижувачки семејства во овој регион изнесува 115 згрижувачки семејства, а вкупниот број на сместени корисници е 152. Се разбира дека се стремиме кон зголемување на овој број, така што во моментов Центарот за поддршка на згрижувачки семејства е во завршна фаза на обука и проценка на уште неколку потенцијални кандидати, така што овој број наскоро и ќе биде зголемен. Еден од овие градови се истакнува по бројот на згрижувачки семејства. Може да откриеме кој е тој град? Да, значи во овој регион Македонски Брод ние заедно со Манастирец, ние градот каде што има најголем број на згрижувачки семејства, но исто така она што е доста специфично за овој регион е тоа што специјализираните згрижувачки семејства не се најбројни, односно тие опфаќаат околу 60% од вкупниот број на згрижувачки семејства во регионот. Токму Македонски Брод, значи е градот каде што има најголем број на специјализирани згрижувачки семејства, односно тоа се семејствата кои се грижат за деца и лица со попреченост. Тие се специјални згрижувачи. Има повеќе категории на згрижувачи. За која категорија на згрижувачи постои најголем интерес? Да, значи постојат повеќе видови на згрижување, односно општо, интервентно, роднинско, специјализирано и повремено згрижување. Најопшто интересот е најголем за општото згрижување во текот на изминатите години, но во текот на ова 2025 година се забележува зголемување на интересот за роднинското згрижување, што за нас е особено значајно, бидејќи станува збор за згрижување кој ги опфаќа децата без родители, односно без родителска грижа, кои се згрижуваат во рамки, односно во семејствата на нивните најблиски роднини. Се разбира дека ваквите семејства, односно најблиските роднини на тие деца би можеле да им ја обезбедат најдобрата потребна грижа, љубов, топлина, односно некако на најприроден начин тие се тие кои ја обезбедуваат таа грижа. Така, токму така, тие остануваат сепак во кругот на семејството. Ти благодарам. Јасмина, вие заедно со Елена сте двете вработени во овој центар. Започнавте со работа пред 4 години. Што покажуваат податоците и информациите? Дали интересот се зголемува во овие од почетокот на работата до денес? Така, да, одговорот на првото прашање е да. Центарот за поддршка на згрижувачки семејства започна да работи во јули 2021 година, што значи дека сега сме во очи на славењето на 4 години од постојањето. Исто така да, одговорот на второто прашање, интересот се зголемува, особено на местата каде што имаше мал интерес или каде што воопшто немаше интерес. Состојбата со бројот на згрижувачки семејства, таму каде што ја имаше, останува голема, а тоа се Македонски Брод, како што слушнавме, Крушево и Прилеп, но не радува тоа што пред 4 години бројот на згрижувачки семејства во Битола беше 3, а сега сме 10 и во постапка сме за уште едно згрижувачко семејство. Местата каде што воопшто немаше, например Ресен, сега имаме 2 згрижувачки семејства и Дебар исто така немаше, а сега имаме 3 згрижувачки семејства. Што значи дека да, интересот се зголемува и се надевам дека овој тренд ќе продолжи понатаму. Доколку некој сака да стане згрижувач, што е она во кратки црти да кажеме што треба прво да го направи? Секој онај кој во себе носи желба, кој чувствува дека во него тлее некоја потреба за да помогне, дека има емпатија, дека сака да направи добро за децата кои останале без родители или родителска грижа, без нивна желба или волја и без нивна вина секако, едноставно прво треба да
ни се јават на телефон и да не контактираат. Ние веднаш ќе им дадеме информации кои се најпотребни за почеток, а понатака може да договориме информативна средба каде што ќе одговориме на сите нивни прашања и дилеми. Во таа насока можам да го споделам и телефонскиот број на Центарот за поддршка на згрижувачки семејства 071 291 453. Така да, после ова, секако има и процедурален дел, да кажем административен, каде што е потребно да се достават одредени документи, а после тоа се пристапува кон разговор со згрижувачите, увид во местото каде што тие живеат, обука со проценка за нивните компетенции, јакнење на нивните постоечки компетенции, така да за на крајот да можат тие врз основа на сите информации кои ги добиле да донесат една информирана одлука и да се вклучат во мрежата на згрижувачки семејства. Така, сосем на крај, сосем кратко во интерес на времето, по повод светскиот ден на згрижувачките семејства 1 јуни вчера, еден апел една порака до веќе оние што се згрижувачи, но и до идните потенцијални згрижувачи. Секако, најпрво сакаме да им го честитаме овој празник на сите згрижувачки семејства од регионот на наша надлежност, меѓутоа и на сите згрижувачи во целата држава, бидејќи ние сме сите едно семејство. Благодарност до сите наши поддржувачи, до медиумите, до нашите колеги од Центарот за социјална работа, исто така до Завод за социјални дејности кои се поддржувачи на нашите активности, но и еден апел, и еден повик до сите идни или потенцијални згрижувачи, ги повикуваме уште сега да ни се јават и нивните дилеми кои ги имаат, за кратко може да ги надминат и да им се помогне да донесат вистинската одлука. Во нашата држава има многу деца се уште на кои му треба поддршка, семејство, безгрижност и мислам дека со нивното вклучување во мрежата на згрижувачи, тие деца ќе го добијат она што е бесценето за нив и ќе нацртаат насмевка на нивните лица. Токму така. Ви благодарам многу за денешното гостување. Се надеваме дека до следното видување бројот на згрижувачки семејства ќе биде со уште поголем, забрзан раст и бројот на згрижувачки семејства ќе се прошири. Студио. Благодарим, Александра. Завршуваме со Розита Влаховиќ и Ана Панчева како раководител на Центарот 11 октомври. Што ќе кажете? Како апел? Што да кажам, како раководител имаме програма за работа и планираме оваа година да направиме една убава агенда и да ги посетиме сите општини, да пуштиме еден апел до сите градоначалници да ги отворат нивните врати, за да можеме да пристапиме кон поблиску до јавноста, да се запознаат што значи да бидеш згрижувач, да станеш згрижувач, која е целта на згрижувачот, кои се бенефициите за самиот згрижувач, која е убавината да згрижиш дете и така натака. И Ана може само да заврши со она што неколку пати го споменавме, нема да ни замерат колегите само на куса, и да ја смениме перцепцијата за згрижувањето и згрижувачките семејства. Така, се оди напред, па и ние како стручни лица и воопшто општеството веќе се забележува дека ја менува својата перцепција кон тоа што значи да се биде згрижувач и која е улогата на згрижувачите. Ние сите заедно мора да направиме многу за да општествениот статус на оваа категорија на лица, односно на згрижувачите, биде на посакуваното задоволително високо скалило, бидејќи тие прават нешто што не може да го направи секој. Работата е една одговорна работа, тие се наши ресурси, тие се наши институции и ние сме во целост насочени кон нив во давање на максимална поддршка.
но исто така се бориме да тие го добијат својот општествен статус онаков како што треба, да бидат признаени, да биде признаена нивната работа, бидејќи тие работат 365 дена и немаат слободни денови. Отворивме многу теми на разговорот, ќе се гледаме сигурно и во нареден период. Посакувам лесна работа и ви благодарам што ни бевте гости. И благодариме што постоите и што ја извршува тоа благородна функција во општеството.